Дали знаете дека донацијата на Пабло Пикасо, глава на жена, во 1963 година, масло на платно, 73 на 55 сантиметри, е личен избор на авторот, добиена со посредство на господин Жан Касу, бивш директор на Националниот музеј за модерна уметност во Париз. Сликата е дел од серијата Женски портрети, негов омилен мотив кој се провлекува уште од 1932 година и во кое се присутни кубистичките форми карактеристични за неговото зрело творештво. На 17.11.1971 година сликата е украдена од изложбените сали на постојаната поставка. Вратена е на 21.4.1972 година со големи оштетувања. На 38-та Светска галерија на цртеж во Скопје 2010 година, во организација на Остен, добитник на награда за светско културно наследство беше Пабло Пикасо. Според статутот, Остен се обврзува да има онолку дела од добитницата на награда за светско културно наследство, колку што брендот Остен има години во годината кога е добиена наградата. Од тука 66 дела на Пикасо од колекцијата на Остен уметност на хартија. Дали знаете дека автор на плакатот за филмот Битката на Неретва од 1969 година е Пабло Пикасо? Хонорарот кој Пикасо го побарал за плакатот биле 12 шишиња југословенско вино. Биле избрани најдобрите вина од сите краишта на Југославија. Се разбере и од Македонија. Интересно е дека Пикасо слушнал за режисерот во 1964 година, кога Булаик освоил Златна нимфа за својот документарен филм Скопје 63-та во Монте Карло. Уште поинтересно е дека Пикасо во својот живот изработил само 2 плакати за филм, од кои еден е овој. Приказната вели дека тоа познанство довело до таму Булаик да стапи во контакт со агентот на Пикасо во 1969 година и да го праша дали би изработил плакат за Неретва. Откако го изгледал филмот, Пикасо прифатил, а плакатот е дел од неговата слика Сабињанки. Плакатот бил објавен како подарок и во дневното издание на Нью Йорк Таймс, кој во тоа време имал тираж од 1.000.000 примероци.